Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото, како што е најавено, е Христијан Мицкоски, лидерот на најголемата опозициона партија ВМРО ДПМН. Господин Мицкоски, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер и благодарам на поканата. Благодарам што се озвавте на поканата. Има негдека скоро година и пол како последен пат разговаравме. Тоа беше во предвечерие на оние септемвриски случувања 2018 референдумот и сето она што потоа се случуваше. Влегуваме сега во едно друго доба, малку сакам еден ваков вовед, затоа што не знам што би сакал да чујам од вас, а поточно што вас ви гори во оваа работа, што ви крчка во целиот концепт, бидејќи влегуваме во предизборие. Имено Претпоставувам треба да знаете што сака да слушнат гледачите на емисијата. Затоа што верувам дека сакаат они да слушнат, а гледачите секогаш сакаат популистичкото да го слушнат, а ја на крај можам вулгарно да го сведам што сакаме. Леп или игри, сакаме леп или сакаме име, сакаме идентитет или сакаме национално достоинство. Бидејќи до сега на некој начин се чувствуваме дека едното со другото ни се неспојиви. Или ќе треба да се понижиме за да имаме подобар живот, или ќе имаме подобар живот, ама за тоа ќе бидеме понижени. И сега виз верса. Ме интересира филозофски, идеолошки. Возможно ли е? Дали оваа веќе поделеност која е веќе вулгарна, лево, десно, проеу, пронато, вие сте вакви, бањати, не бањати, и таа вулгарност која иде, чувствувам дека јавноста е веќе не само презаситена, веќе избунета во ова лудило, бидејќи веќе имаме нерационални концепти, нерационални односи, нерационални ситуации, кај што веќе разумен човек вика ја ова не можам. Па јас, Јанко, не би ги гледал така биполарно работите. Работите во животот никогаш не биле, нити пак ќе бидат црно-бели, секогаш треба да постои некоја сива варијанта која што е помалку или повеќе сива. И генерално во животот така сум ги гледал работите, така и ја водам политиката и така практично рефлектирам позиции на дневна основа. Да, точно, ја би се сложил со вас дека денеска од овој примитивизам и декаденција и сето она што денеска ни се случува на политичката сцена, помалку сме збунети, бидејќи знаете, луѓето кои ги гледаат политичарите, поготово ние политичари кои што водат во моментот, тоа се оние кои што се во владата, нели, најодговорни, и ние како опозиција имаме одговорност, но најголемата одговорност, сакале ние да признаеме или не, се оние политичари кои што се во владата. И денеска кога луѓето или оние помлади генерации ги гледаат тие политичари како се однесуваат, променливото однесување практично на дневна основа ги збунува. И не само што ги збунува, туку во најголема мерка и ги разочарува и си велат, занем овие луѓе треба да бидат мојот рол модел како јас треба понатаму да се однесува. Вие имате политичари кои што толку примитивно се однесуваат, кои што се репрезенти во власта, што просто се прашувате како овие луѓе побогу стигнале таму каде што денеска се наоѓаат. И таа декаденција која што е се присутна, сите оние неуспеси, сета она неправда која што ни се случува, и тука не би го исклучил можеби и минатото, но сега ние зборуваме за денешницата, за да бидеме покоректни, поточни во иднината, ние доаѓаме до еден заклучок дека мора работите да се менуваат на подобро, затоа што ако вака е како што денеска е нашето секојдневие, тогаш навистина лошо и се пишува на Македонија и генерално на граѓаните. Можеби и тоа е еден од мотивите што денеска луѓето одлучуваат да ја напуштат државата, и не само што ни одлучуваат да ја напуштат државата, туку што одлучуваат да ја напуштат заедно со сопствените семејства. Државата ни се празни, порано велевме селата се празни, денеска велиме градовите ни се празна. Така што навистина на тешка реалност денеска е секојдневие во Македонија. И навистина човек да еве во кожата, во чевлите на оние помлади генерации кои што треба да почувствуваат некаков рол модел кој што ете ќе биде нивен идол, како они треба да се однесуваат, да работат, да творат, да действуваат, да креираат. Навистина ќе имаат тешка задача ако ги гледаме политичарите од власт. Токму тоа се оние позиции кои што ние како опозиција денеска сакаме да ги рефлектираме, дека не треба да се губи надрж, дека луѓето треба да се оптимисти, дека доаѓа обновата на Македонија и дека таа обнова практично ќе понуди сериозен антипод на она денешно тешко, мрачно секојдневие кое што ни го сервира Зоран Заев и СДСМ.
Интересно е што вака ги поставувате работите, затоа што ова ми делува на класичен ков на политичар кој си ги мери зборовите. Ги гледам вашите настапи, никогаш не сакате да кажете заради вашата дипломатија и нормално политичарот мора да е дипломат, ве осудуваат, бараат радикални, лупање на маса, не знам, да кажете крајни решенија, веќе зборам малце и во нели. Добро. Сакам да како може денеска, бидејќи гледате, власта се освои на начин и говор кој е својствен на Facebook. Шарената револуција со Твитер, со Facebook, со тролање, со неколку стотици луѓе на улица, со работа која ретко кој искрено да кажам, чекај бе, да полнам кондоми и да фрлам во знак на протест. Јас знам да протестирам, јас знам да се бунам, ама на ваков начин. Но тоа не се покажа само кај нас, тоа и во светот. Значи, еден концепт на едно ниско ниво, каде што искажаното важи само за моментот даденото. Веќе утре не важи, бидејќи успева некако да се дампира кажаната лага, невистина. Гледам колку пати се трудите да ги фатите колку недоследни биле во власта. Кажале ова, ама не спровеле тоа. Кажале она, не спровеле тоа. Па сепак не спровеле, речи си 90 на најмалку 90 на проценти од тоа што го ветиле. И ние можеме сега да правиме реминисценција како тие практично дојдоа до ова што денеска дојдоа, да се навраќаме на оние ниски страсти од минатото, како што вие велите, она шарена револуција, кога се боядисува згради, кога практично се урнисуваше државен имот, кога се кодошеше државата, кога практично Зоран Заев на отворена сцена се срамеше од сопствената нација, сопствениот народ, се сеќавате на оние негови трибини во Швајцарија и така натаму, кога ветуваше практично се и се што. Секому се и на таков начин добиваше поддршка. Буквално се и практично добиваше поддршка, но ќе ве потсетам. Тој ги изгуби изборите во 2016 година. Он изгуби за 20.000 гласа, односно имаше два пратеника помалку коалицијата која што ја предводеше Зоран Заев од коалицијата која што победи. Но ајде сега тоа да го ставиме во минатото. Сега да видиме каква е реалноста, денешницата и ајде да се фокусираме на еднината. Ние имаме 3 години потоа. Тоест, ја би рекол, еве веќе влегуваме и во 4-та година потоа. Што добивме? Еве како држава, во која област ние напредувавме? Во која сфера ние отидовме понапред? Вие рековте на почетокот, ако го гледаме клиентелистички и материалистички ова што нас денеска не се случува, и ако велиме, еве ова ќе го продадеме за да живееме подобро или да имаме некаква предвидлива иднина, загарантирана иднина, ние што добивме? Ништо не добивме. Практично сето она кое што беше создавано со години со генерации политичари, изминативе 30 години, дојде Зоран Заев, дојдоа овие луѓе кои што практично се тотални политички губитници, распродадоа, зашто да добиеме? Да добие семејството негово и неколкумина негови обожаватели и клиентелисти околу него, неколку подебели банкарски сметки, да добиеме некој бизнис повеќе, да се амнестира она кое што во минатото цела Македонија го гледаше и слушаше кога беше градоначалник, кога бараше мито, и ништо повеќе. И добивме уназадување, добивме декаденција, добивме примитивизам, добивме можеби неуспеси, добивме регресивност наместо прогресивност. Ние немаме никаква реформа. Еве, кажете ми една реформа која што ја спроведува, една реформа која што е успешна и која што ја спроведува. Еве, се сеќавам пред некој ден ја слушам министерката за финанси госпогицата Нина, простете презимето само не можам да се сетам, вели успешна била реформата за мој ДДВ. И ако ја отворите сега вие програмата од изборите во 2016 година, наречена Живот, и доколку го анализирате тоа што е предлог тогаш за мој ДДВ, ќе забележите следни бројки, кои што велат. Во моментот, буџетот акумулира 45 милиарди денари, со апликација на мерката Мој ДДВ, ние ќе ги стимулираме граѓаните да бараат фискални сметки и тогаш нашите проценки се дека наместо овие 45 милиарди, приходите по основ на ДДВ ќе пораснат на 54 милиарди, затоа што ќе сузбиеле сивата економија, 8 милиарди денари ќе отишле како поврат кај граѓаните, по основ на оваа мерка Мој ДДВ, а 1 милиарда ќе останела во буџетот. Односно, да бидам попрецизен, околу 130 милиони евра планирале да вратат кај граѓаните. Знаете колку ќе се вратат за една година? Нема ни 12 милиони евра.
Знаете колку е плюс ДДВ во буџетот? Николку. Напротив, помалку е плюс ДДВ во буџетот. Така што ниту една мерка која што тие ја спроведоа, која што ја испланираа, ја предложија за време на најголемата политичка лага, за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, не се реализира. Сакате да збориме за втората најголема политичка лага, која што ја кажува за време на локалните избори, а тоа беше живот за, и сега го кажува градот, да речеме живот за Скопје, живот за Куманово, живот за Тетово, живот за Битола и така натаму. Првата мерка која што ја предвидоа беше чист воздух. Денеска Скопје е пример. Македонските градови се пример во светот на скалата за најзагадени градови. Да бидеме фер, Коце Трајановски беше овдека и во негово време не се успеваше. Тоа е еден глобален процес и навистина загадувањето е се поголемо секаде. Не, да бидеме фер, точно. И јас сум за тоа да бидеме фер. И затоа вака ќе кажам. Ние не можеме да ветиме како политичари кои што ќе ја предводат следната влада. Така, значи нема да им ветите дека чист тоа ќе воздух се случи веднаш Аха. после промената. Добро. Но може да ветиме дека за временски период од толку години со сигурност ќе ги аплицираме следниве мерки и со сигурност практично ќе ја намалиме загадувањето во македонските градови на 50%. Тоа е она што можеме ние да го ветиме и за кое што можеме да се обврземе дека ќе аплицираме оваа мерка, таа мерка и во временски период од толку години загадувањето ќе се намали 50%. И имате негде веќе костурот на Имаме, програмата? таа се работи, таа е во завршна фаза. Имаме сет на мерки кои што ќе ги примениме, сет на мерки кои што ќе бидат иновативни. Ние го немаме Дамјан Манчевски кој што ќе излезе сам во една скопска населба каде што ќе чита напишано соопштение кој што ќе каже дека веднаш после промената на власта почнува да дува алпски воздух и дека они ќе го прочистеле, имале методологија, начини така натаму, а 3 години потоа ќе бегаат од оваа тема како ѓаволот темен. Тоа е она кое што е нечестито и само политичари кои што практично се денеска во владата во Македонија, кои што кажавме уште на самиот вовед, се луѓе кои што не само што имаат двојни стандарди, туку и луѓе кои што немаат никаква стратегија нити визија за развој на државата, може да ги ветуваат за да имаат привилегии да се дограбат до функциите до кои што дојдоа. На начин на кој што вие споменавте, дојдоа без идеја, без концепт, туку со само ветувања, а кога треба сега да дојде испорака, нема испорака. И го слушате вие како онака малце патетично кажува, па јас за 2,5 години не можев повеќе да направам. Па чекајте. Добро, и тоа е поштено. Вие ли сте човекот кој што велеше дека ќе направи 500 км, 600 км автопат, па го гледаме министерот се утепа од смеење некни не на дебатна емисија, па како вели ние сме ветиле 600. Па кој ја правил програмата за транспорт и врски? Па го гледате председателот на нивната комисија за транспорт и врски, доскорешен подпредседател и градоначалник на општина, кој што вели дека немало грешки на автопат од Кичево во Охрид, кој велеше дека има? Они се утепа кампања цела градеја на тоа, дека таму имало провизии, дека проектот бил погрешен, за да излезат истите тие да кажат, па немало тоа. Ние велиме, Кати Цанева не чини, Кати Цанева злоупотребува позицијата, Кати Цанева е корумпирана, они викаат, таа е нашата црвена линија, за да денеска гледаме како ја пуштаат Катица Јанева низ вода. Сите оние кои што денеска му слугуваат на Зоран Заев треба да имаат секогаш пред очи сликата на Катица Јанева со кюлавката. Како ја внесуваат во куќен притвор. Сите така ќе завршат. Сите тој подготвен да ги пушти, само да остане таму каде што денеска се наоѓа. Ние велевме, уште ова ќе кажам и нема да должам више. Ние велевме луѓе во јануари месец има злоупотреби во СЈО, дајте да направиме комисија, дајте да го истражиме работењето. Ни велеа, не, вие ја штитите амнестија барате, вие вака, вие така, за да денеска тие се тие кои што се сложат со тоа кој што ние го баравме, а тоа е да се направат од како видовме какви хонорари летале во специјалното јавно обвинителство, и тие се тие денеска кои што повикуваат на инспекција, на ревизија на работењето. Па зашто зборуваме ние, кога како политичари еден став не можеме да си го одбраниме? Тогаш не треба да забораваме со политика, можеби треба во некој циркус да се пријавиме и кловно и да бидеме да забавуваме публиката. Можеби таму ќе биде местото на тие луѓе. Вака ако одиме детално, секоја власт можеме да ја најдеме црно под ногти и тоа е сосема легитимно од Знаете, ама секоја власт можеме да ја најдеме, таа била заминала. Сега ние гледаме оваа власт која што е во заминување. Тоа е во ред. Утре ќе дојде друга власт, ако и таа има како што велите вие. Не е тоа поентата. Поентата ми е дека нив целта им ги оправдува средствата. Македонија беше во статус кво
дури и со пресудата која имавме во врска со приемот за членки и така натаму, ништо не успеа во времето на ВМРО ДПМН која успеа да избори. Немаше никаква, знаете, да Грција не кочи за прием во институциите, во НАТО, ЕУ и така натаму. И тоа не успеа. Значи единствен пат... Но тргнат беше патот легалистички, дека треба да се докажеме кој е прав. Океј. И тоа ништо не вродуваше со плод. Меѓународната беше затоа што многу постои нервозна. Тукидовото старото 2,5 милениума, кое што вели големите прават што можат, малите што морат. Така. И за жал, тоа беше причина. Значи, политиката е реалност. Реалноста беше дека ние сме во статус кво. Заев, како юродив, како луд, како паметен, како договорен, како сакате наречете го, беше свесен дека единствен начин му е да го смени името за да Македонија мрдне. Го направи тоа. Не, дозволете ми уште ова. Не е само за прием во ЕУ, за прием во НАТО и така натаму. Друг ќе беше овој муабет со вас овдека сега, ако ние добивавме датум за преговори. Тоа ќе беше силен ветар во нивните едра, но не го добивме и тоа. Иако вие рековте, како партија, зборам, не вие лично, не можам тоа, не сум проверил, но вие како партија и неколку ваши видни членови рековте дека се ќе направите и ќе помогнете Македонија да добие датум за преговори во ЕУ. Во право сум за ова? Апсолутно, и тоа беше нашата позиција и таа позиција ќе остане, но јас не би се сложил со вас дека тоа ќе беше, како што велите вие, ветар во едра или буст за нивната политика, затоа што се што не е на цврста основа и здрава основа, односно народот вели, старите кажале, погрешно засадено, погрешно и ќе издрти. Да, ма целта ги оправдуваше средствата. Не, тој макијавелизам е за нешто друго. Овдека не само што не ги оправда средствата, туку се виде дека е и погрешно, затоа што практично се истргува со позициите преговарачки создавани со години наназад. Политичари кои што, јас сум убеден, биле посилни, поаналитични, поискусни на крајот од денот политичари од Зоран Заев, кои што доколку виделе можност, како што он се надеваше дека ќе има таква можност, сигурно и они ќе зграбеле таа можност многу порано Зоран Заев да постои во политиката во Македонија. Но тоа така не оди во реал политиката, како што вие кажете. Вие треба да имате вредности и треба да генерирате вредности. И ова што вие денеска мене ми го кажувате, мене навистина ме загрижува. Зошто? Затоа што денеска постои перцепција кај определени наши сограѓани дека практично да или не за почеток на преговори подразбира да или не за политичката кариера на Зоран Заев. И тоа е проблем. Ставајќи знак на равенство помеѓу да и не за единината на мојата Македонија, на вашата Македонија, на Македонија на 2 милиона граѓани, не може никако да биде знак на еднакво со политичката кариера на Зоран Заев. Зоран Заев секако ќе изгуби. Што и да се случи. Затоа што Зоран Заев водеше погрешни политики овие 3 години, затоа што Зоран Заев погреши во начинот на водење на политика. И вие ова сега што мене ми го кажувате, да, мене навистина ме загрижува затоа што имаше многу луѓе кои што во минатото велеа можеби треба и да го размислиме нашиот став, нашата позиција околу преспанскиот договор, можеби тоа е одреден вид иднина за државата и така натаму, кога ние бевме цврсти и кога велевме ние ова не го поддржуваме. За да денеска истите тие луѓе мене ми праќаат пораки и ми велат добре, среќа, добивме не, ова значи крај на кариерата политичка на Зоран Заев. Тоа е многу погрешно. Никако ние не смееме иднината наша да иставиме знак на равенство со политичката кариера на Зоран Заев. Зоран Заев е завршен во политиката. Зоран Заев завршува и она е историја на 12 април 2020 година што се однесува до политичката сцена во Македонија. Сега зборите како што Заев збореше за Груевски. Нема, верувате ми, јас зборував многу работи во минатото, да, точно е, многумина ми велеа, можеби треба да е поенергичен, зошто тактизира, но ако ги следете знаците што ги поставувавме покрај патот, ќе видите дека тие знаци водеа до ова и до конечната цела, тоа е ова сега што го зборувам. Да овој човек биде минатот. Пикник покрај автопатот. Пред неколку години ВМРО беше на работ да биде и избркана од ЕПП. Сега се случува па една друга ренесанса. Малку околу тоа, бидејќи ќе ми простите, јас сум малце дефетиста и малце гледам надвор од границите, бидејќи имам чувство, како и многу други мои сограѓани, дека овдека власта не одлучува народот, туку одлучува меѓународната заедница. Поточно, главниот катализатор
како ќе се модифицира народот и така натаму, бидејќи гледам народот гледа со едно око ваму, ама со друго чекај, а овие што викаат од надвор? Се извинувам заради карикирањето, ама мислам дека ме разбирате. Пошироко ме интересира околу ЕПП каков е сега статусот на ВМРО ДПМН, какви се средбите, видов за средбата со Доналд Таск, предизвика огромна нервоза, например, на социјалниве мрежи кај шарениве револуционери. Еве ќе ви дадам одговор. Практично кампањата на СДСМ и Зоран Заев во моментот се темели на 4 столба против мене и против ВМРО ДПМН. Првиот столб е они се меѓународно изолирани. Вториот столб е ние може да ќе ги изгубиме изборите, ама ќе направиме па влада. Ветено ми е втор мандат. Третиот столб е хидроцентралите на Христијан и четвртиот столб е нели онаа тема која што на нив им е пасија Никола Груевски. И сега вие за да го демонтирате се тоа, за да можете на граѓаните да им презентирате дека практично ова е една уштенна шарена лага која што доаѓа од кујната на Зоран Заев и СДСМ, вие морате некогаш и да испорачате, односно да покажете дека тоа не е така. Антикорупцијска си кажа околу хидроцентралите на Христијан, дека нема нити злоупотреба, ниту по основ на корупција, ниту па злоупотреба по основ на работното место кое што сум го водел тогаш. Самите го пријавија 2 дена пред првиот круг на претседателските избори. Можеби тоа предизвика штета за време на првиот круг претседателски избори. Можеби ние за тоа изгубивме неколку илјади гласа, односно по мене лично најдобриот кандидат за претседател што некога се појавил на политичката сцена за претседател на Македонија изгуби неколку илјади гласа поради што ја актуализира таа афера. Еве 7 месеци потоа ме држаа во неизвестност, одев таму, имав сослушување, го и презентира фактите и се донесе одлука која за волја на вистината е објективна и која што вели дека нема ниту злоупотреба, ниту криминал, ниту корупција. Се расчисти една магла. Така имате ли хидроцентрали? Немам. Јас и уделот што го имав малцински 7% во таа компанија која што е собственост на концесијата, тоа е уште една лага. Значи, државата ги има тие хидроцентрали, не тие каде што ова компанија има концесија, туку сите компании имаат концесија која што после 23 години ја враќаат на државата собственост. Значи, сите компании во Македонија имаат собственост на концесијата, не на хидроцентрали. Јас имав 7% во една компанија која што имаше концесија, ги оттугив тие, антикорупцијска си го кажа своето мислење, таа антикорупцијска избрана од ова парламентарно мнозинство, и тој столб кој што им служеше како алиби за напад против Христијан и против ВМРО им падна. И сега, ајде да видиме понатаму да измислуваме, ќе ги собереме на централен комитет, таму одбор како им се вика, не се секирајте, ние можеби ќе изгубиме, ама мене ми ветија втор мандат. И сега ова кога ќе им го кажете на нашите партнери и сојузници од меѓународната заедница од Брисел, и ќе им кажете, видете луѓе, овој овдека пред вас раката на срце, главата на лево, десно и да, разбирам шефе, ама во Македонија вика дека сте му ветеле втор мандат, се смеат. И сите велат, па свесни сте дека тоа не е возможно. Свесни сте дека народот одлучува на избори кој ќе биде власт, кој нема да биде власт. Доколку ние сме изеначени, доколку два тима се изеначени, а судијата е корумпиран, еве да речеме така да го гледаме тоа. Или па е пристрасен. Повеќе му се допаѓа едниот тим, фане на тој тим, навива за тој тим. Може да свирне фаул на ивица на 16-тник да ви даде шанса да дадете гол. Но не може он да даде гол за вас. Вие мора самите да дадете гол. Така што и тој вториот столб полека им се разбива. Третиот столб изолирани, видовте вие на конгресот на ИПП, каде што биравме ново раководство, председател, подпредседатели, генерален секретар, биравме благајник, имавме па да не речам десетина средби со високи европски политичари, меѓу кои еве како што вие рековте со господинот Доналд Туск, доскорешен и се уште актуелен председател на Европскиот совет, сега е веќе избран за председател на Европската народна партија, кој што го замени господинот Жозеф Дол. Очекуваме исто така да имаме прекрасна соработка. Таква беше најавата, многу искрена, многу пријателска. Значи, променете ставот, мислам, затоплени се тие односи. Па видете, јас имав таму говор на конгресот кој што видовте како беше проследен со овации и со сето тоа. Вечерта имавме самит на кој што... Зошто е тоа така по вас? Па јас мислам дека практично ВМРО ДПМН успеа преку внатрешен механизам кој што го има да ги коригира сопствените грешки, да ги коригира и да се представи во овие, еве, би рекол речиси 2 години во поинакво светло, но од друга страна видоа со кои си имаат работа, дека
и практично они сватија дека додека се распродаваше сето она како преговарачка позиција стекнувано со години, паралелно и се крадеше. Се менуваа закони за јавни набавки, се злоупотребуваа функции, се уживаа привилегии и практично хедонизмот царуваше и рамилукот на сметка на распродавањето на националните интереси. Но не верувам дека они знаеле сите детали о криминалите. Не ги подценувате, мислам дека верувате. Катица Јанева е клучот во цела не, работа. Верувате не, многу порано знаат све. Многу порано знаат за сите детали, дури и некои работи повеќе знаат од мене од вас, верувале или не. Така да тоа се организирани држави, организирани системи кои што функционираат на методологија. И точно се знае кој што прави, како прави и така натаму. Не треба да се подценуваат. Напротив, треба да се учи од тие системи и секој оној кој што не успеал да ги види знаците, погрешил. Токму тука е нашата внимателност. Ние не сакаме да правиме историски грешки. Можеби да, некогаш не сме импулсивни, не сме емотивни, ни треба малку повеќе време за дигестирање на работите, но откако ќе ги издигестираме, тогаш јас носам како човек правилна одлука, ја презентирам пред извршниот комитет, а потоа и пред централниот комитет, некогаш добивам поддршка, некогаш не добивам, некогаш таа одлука добива некакви нијансирања и така натаму, но генерално ако ги следевте знаците, повторно ќе кажам што ги поставувавме покрај патот изминативе речиси 2 години, ќе видевте дека целта од првиот момент ја покажувавме и ние сме на таа цел. А целта е 12 април 2020, односно да го поразиме ова денешно политичко секојдневие кое што го имаат граѓаните на нашата држава. Каква поддршка ќе добиете од ЕПП, од народните партии на Европа и колку сметате дека и владите на Европа виз верса што синот на Џорџ Сорос дојде во Охрид за отворена поддршка. Ја можам само да шпекулирам дека не е дојден само да каже нешто, туку се тука големи куфери со пари за да се одржи власта која ги спроведе оние нели работи за кои Џорџ Сорос самиот Јас не знам, јас навистина не знам. Предпоставувам, шпекулирам. Да, која е темата? И таа е дека е тоа поддршката на некој начин. Да, јас не знам навистина која е темата, што била темата на разговор, каков бил разговорот и така натаму. До мене стигаат определени полуинформации, сега нормално вака јавно не би се осмелил да ги коментирам затоа што навистина не се потврдени со материјални докази. Стигнуваат таков тип на информации, не само тука, него и за други средби кои што пред да се случи таа средба во Охрид, да речеме во Минхен и така натаму, средби кои што имало. Но на кое што е важно е дека ако вие направите најголемата коалиција, тоа е коалицијата со народот. Не постојат сфери на влијание, не постојат извори на влијание кои што можат да ја победат таа коалиција. Тоа е најсилната коалиција која што постои. Токму тоа е целта на ВМРО ДПМН и токму таа е онаа предвидлива политика на ВМРО ДПМН, тоа е како да направиме што подсврста и што поуспешна коалиција со народот. Јас мислам дека тоа успеваме да го направиме. И самите рековте дека СДСМ изгубил на изборите во 2016, па сепак со огромна помош на меѓународната успеја да дојдат до тоа што и затоа реков, ако имате резултат нерешен 0-0, отприлика нешто слично како тоа што беше во 2000. Ќе ти даде на аут, ќе ти даде офсет, ама нема гол да ти даде. Еве тоа му се случува на Заев. Сега на него дури и пенал му свирна судијава, ако прекршокот беше направен надвор од забранетиот простор, но еве никако да даде гол. Човеков се убива од стативи преку гол, покрај гол, но никако не успеа да даде гол. Да, може би успеал, како што вие кажавте, поној макијавелистички пристап дека целта ги оправдува средствата, но тоа важи само за него, за неговото семејство и тие малкуми на обожаватели и љубители на делото кои што тој го рефлектира. Но огромното мнозинство луѓе кои што излегуваат тогаш, како што вие рековте, во таа така наречена шарена револуција, огромното мнозинство луѓе кое што му даде поддршка на Зоран Заев за речиси 2 години е преполовено. Јас ќе потсетам на бројки. 435.000 прилика имаше 2016-та на тие предвременни парламентарни избори. На локалните избори во октомври-ноември следната година тој имаше негде околу 410.000 прилика неговата коалиција која што беше проширена и надградена со некои политички партии кои што му се придружија. За да веќе во 2019 година, април месец на претседателските, точно мај, сите заедно со ДУИ, они не успеа да соберат 320.000 гласа.
Тоа мислите дека Првиот круг зборам, вториот круг после беше веќе друга теоријата, каде што успеа сите политички партии со целата коалиција која што има наспроти ВМРО-ДПМН да победат со 430 наспроти 380. каква ќе биде, уште еднаш да го повторам прашањето, малце поконкретно, каква сметате, што очекувате, каква поддршка ќе добиете од европските партии и европските влади? Поддршката е недвосмислена, јасна, таа беше упатена и на самиот на самиот конгрес кој што го имавме. Интересен беше оној заклучокот на оној министер без ресор кој што кажа два факта дека поддршка добила Демократската партија во Албанија, а ВМРО-ДПМН не добил поддршка. Па добро, во заклучоците никаде нема поддршка ниту пак за ЦДУ, ниту пак за ХДЗ, нема поддршка ниту пак за другите партии. Поддршката за Демократската партија во Албанија на господинот Баши е затоа што тие се вонинституционални, затоа што има локални избори каде што со 20% излезеност имате градоначалници, каде што имате држава во криза. И замислете, вие уште не им иде паметот, а што ја втурнаа Македонија заедно ја поврзаа со Албанија во евроинтегративниот процес, сега и не споредуваат. Па неспоредливо е тоа. Па ние сме во парламентот, ние им ги подобруваме овие така наречени реформски закони. Ние се бориме институционално, се бориме со политика, со идеи, со визија, со стратегија. Што треба да бидеме вонинституционална опозиција? Да излеземе надвор од парламент и да бараме поддршка и тогаш да бидеме дел од заклучоците? Па нормално дека таа поддршка ќе биде јасно и недвосмислено изразена за време на кампањата. Ќе видите колку прво ќе дојдат на конвенцијата од претседателите на нашите сестрински партии и колку пратеници и европратеници ќе дојдат за време на кампањата. Веќе имаме сериозен, буквално сериозен број на луѓе кои што веќе го потврдија тоа. И не само таму. Потоа ќе ве потсетам, јас отидов и бев поканет од страна на германската владеачка партија ЦДУ на нивниот конгрес кој што се одржа во Лајпциг, каде што присуствувавме на еден историски говор кој што го имаше нивната претседателка господјата Анагрет Крам-Каренбауер, кој што имаше овација од половина час. Имав еден куп билатерални средби меѓу кои што со тројца исклучително влијателни политичари, како што е господинот Питер Бајер, како што е господинот Торстен Фрај, како што е Јохан Ваденфул. Тоа се исклучително влијателни политичари на германската политичка сцена. Дел од овие потврдија дека ќе се вклучат активно во кампањата, како што впрочем потврди господинот Доналд Туск дека ќе дојде за време на кампањата овдека во Македонија и ќе даде недвосмислена поддршка на ВМРО-ДПМН. Ќе се вратат врските повторно со Конрад Аденауер? Врските со Конрад Аденауер се континуирани. Еве утре да речеме имаме настан кој што е заедно организиран со Фондацијата Конрад Аденауер. Јас бев во јуни месец на покана и организација на Фондацијата Конрад Аденауер, дел од економскиот форум на, повторно ќе кажам, Германската демохристијанска унија, поканет лично од Астрид Хамкер, која што го предводи економскиот совет при демохристијанската унија, владеачката партија во Германија. Понатаму имаме академија која што започнува сега во петок во Прилеп, каде што ќе учествуваат Унијата на млади сили, исто така во организација со Фондацијата Конрад Аденауер. Продолжуваме понатаму, така што и оние лажни вести кои што беа поврзани со тоа дека Конрад Аденауер ја откажа соработката, не се точни, туку напротив, соработката е акцелерирана и навистина на едно супер високо ниво. Со американците? Со сите имаме ние одлична соработка. Со сите генерално наши партнери, пријатели имаме одлична соработка, немаме вака некакви, како да кажам, недоразбирања. Се разбира дека ние за некои теми... Американската амбасадорка делува прилично, како да кажам, инертна, за разлика од претходните американски амбасадори кои беа многу проактивни, кои можеа да се сретнат и во институции каде што обично амбасадори не се сретнуваат, како во судови, во партии и така натаму. Сегашната американска амбасадорка, како го оценувате низиното? Не чувствувам дека се приклонува на било која страна или на било кој концепт. Јас ќе кажам, сум имал задоволство неколку пати да се сретнеме и да разговараме. Сакам да завршам реченицата, од тоа да донесам некаков заклучок, како американците ќе гледаат на ова наша изборна циркузијада која ни се случува. Се извинувам што ја нарекувам вака. Еве, многу јасно, ќе цитирам изјавата на господин Мет Палмер, тој е заменик од државен практично
заменикот асистент, заменикот помошник државен секретар, како би му дошло вака во буквален превод, кој што рече дека секој некој што ќе биде избран од граѓаните кој што ќе победи на следните предвидени парламентарни избори, мислам дека тоа го даде за една домашна национална телевизија, за една авторска емисија, ќе биде наш легитимен партнер и со нив ќе соработуваме. Тоа е порака дека нема да се мешаат. Па јас и не знам дека се мешале во минатото, но немам конкретни докази, вака отворено да кажам, но тоа е порака која што е јасна, недвосмислена и е спротивна на тоа што кажува Зоран Заев. Ме прашавте за американската амбасадорка, господјата Кейт Брнс, јас имам исклучително квалитетна соработка, впечаток, мислам станува збор за исклучителен искусен дипломат кој што има дипломатска биографија на вистина завидна. Секогаш сме имале конструктивни средби, се разбира има теми кои што се согласуваме, теми кои што не се согласуваме, впрочем тоа е убавината во демократијата, но во овие неколку месеци откако е тука и откако е именувана за амбасадор на Соединетите Американски држави, како ВМРО-ДПМН, јас како претседател на ВМРО-ДПМН, можам да кажам дека имаме навистина исклучително квалитетна соработка. Едно од можам да се согласам дека до сега на едно највисоко дипломатско ниво, како што со една најдолжна почит, Кейт Брнс како американски амбасадор со навистина должна почит се однесува овдека и можам, за разлика од сите досегашни, со должна почит кон сите претходни, дека ова досега е навистина една убава позитивна промена на вакво, бидејќи прв пат гледам дека народот не чувствува дека некој е командуван, како имаше владе едно што ќе каже Калето, што ќе каже Германија, не, што тоа ќе се каже ние Франција. теории на заговори кои што практично повторно јас би кажал се спонзорирани од еден ист центар и кои што имаат за цел да мобилизираат условно кажано некое подесно, речеме гласачко тело кое што има за цел да го нападне ВМРО-ДПМН. Христијан бил донесен од Калето, он сега таму бил инсталиран, него го манипулирали и слично. И тие се повторно спонзорирани од ист центар кој што па таму коленичи, што е интересно, знаете. Од оваа страна позади завесата ги спонзорира овие центри да рефлектираат такви позиции за да му наштетат на ВМРО-ДПМН, а од друга страна пак таму коленичат. Но тоа е оној двоен стандард кој што СДСМ и Зоран Заев го практикуваат во нивните политики и ние веќе сме навикнати, јавноста е навикната, јавноста знае сега конкретно каква е нивната цел, што е нивната цел и отприлика тоа е тоа. Инаку јас да не се повторам сега по неколку пати, имаме наистина исклучително квалитетна соработка, станува збор за висок професионалец, искусен дипломат и наистина еве овие неколку месеци тоа и самата го потврдува. Прилично се извади од памет кога имавте средба во руската амбасада. Не, воопшто не би требало никој да се вади од памет. Ние како политичка партија имаме редовни средби со амбасадите на сите држави кои што се тука во Македонија се разбира, разговараме отворено на сите теми. Јас и таму кога бев разговарав дека било каква соработка економска, културна, секако е добре дојдена, но се разбира ориентацијата на ВМРО-ДПМН уште од незиното реосновање, би рекол, во 90-та, па потоа првиот конгрес 91-та година е НАТО и Европската унија. И тука никогаш ниту имало дилеми, ниту пак некој треба да има дилеми. Сега доаѓаме до онаа налудничавата трансцендентално надреална дискурс, па имавте на дебата, сачекуша таму, оден господин кој што ме најде жив фати. Жив те фати. Нели, ама донесен сте од Кале, ама он навикнат на може не, руско влијание, батали го него. Значи, риториката, донесен сте од Кале, ама руско влијание. Мислам, тука веќе и самите се збунуваат. Тоа е кој се плеткате и се заплеткате самите на крај. Тоа никој не може да разбере дека не постојат влијанија, дека човек може да си ја сака сопствената држава, да е македонец, да си ја сака македонската нација, да ги почитува сите етнички наши сограѓани од различни етникуми, останатите етнички заедници, да ги почитува, да ги третира рамноправно, да ги почитува различностите и конфесионални, и политички, и етнички, а да си ја сака Македонија. И да работи за Македонија. И тоа денеска на сите не им е верно и сите ќе сечат, тука мора да има нешто што ние не гледаме, не бе луѓе. Ова е нашиот историски момент да оставиме некаква трага во историјата.
Имале нашите предци револуција еднашка, имале два пати, сега е време за револуција, на револуција во поинаков аспект. Револуција научна, револуција економска, револуција во правниот систем, во образовниот систем, во здравствениот систем. Јас на таква револуција повикувам кога зборувам за македонизмот и кога зборувам дека си сакаме Македонија. Тоа е она што ние го нудиме како доктрина и како Груевски слични работи, но не му успеа. Зошто не му успеа? Зошто не мора да го анализираме Груевски и ВМРО ДПМН зошто не му успеа, но зошто не успеваат работите кај нас? Зошто еве и реформите? И Заев го критикувате, велите, не му успеа ни една реформа. Но која реформа успеала во Македонија? Ретки се тие нема реформа. Не гледам реформа кај Заев. Еве да ми кажете која е таа реформа која што денеска вие ја препознавате, ќе кажете овие 3 години оваа реформа го одбележа, да речеме, политичкото дејствување на Зоран Заев како премиер. Еве една реформа, да ми кажам. Во Струмица како градоначалник ќе појдете и ќе речете, добре, еве направил трговски центар Глобал, он бил градоначалник, иако потоа излезе дека таму имало основано сомневање за сторен криминал, па беше аболиран и така натаму, но еве тоа да не постои, ќе си речете, ајде еве, што направил он во Македонија? Еве, објаснете им, освен што оној негов начин на создавање робови што го направил во Струмица, кој што го поддржуваат, сака да го преслика на ниво на цела Македонија. Еве, кажете ми, што е она по кое што ќе биде препознат, зборам позитивно, не зборам негативно. Негативно има многу. Еве, кажете ми, оваа реформа него го одвојува, а лалда му е секоја чест направил една реформа. Не постои. Не постои таква реформа. Еве, кажете ми која е таа. Ја намалил, како рече, она ја укинал ова таксата што се плаќаше за радиодифузната такса за македонската телевизија. Добро, тоа не е реформа, тоа е укинување. Ама тоа го плаќаме повторно преку буџетот, ама затоа качи 3 денари на дизелот. Акциза. И сега вие чекајте сега, ваму ни зима 1, ваму ни вели еве ви враќам 1, а ни зима 3. И сега кај го има тоа? Тоа е реформа. Еве велиме за овој мој дедеве, ќе си речете, чекајте сега, ветуваше едно, работата е сосема поинаква од тоа што го ветуваше. Ја качи минималната плата, зголемување на пензиите. Точно, ја качи минималната плата интервенционистички. Еве ќе речете, еве одлично, таа е реформа. Сега, тоа качување на таа минимална плата, која што требаше да се направи по економски параметри како инпут во равенката, вас денеска како аутпут ви дава проблеми во сите оние области каде што имате колективни договори кои што се врзани со коефициенти визави таа минимална плата. Што значи тоа? Еве ќе ви кажам. Конкретно во образованието. Добро. Во образованието имате колективен договор кој што е потпишан уште во 2010 или 2011 година, каде што имате коефициенти за сложеност на работното место. И тие се движат од 1 до 3. Мислам дека 3 е највисок од директор. 1 е коефициент за најниска сложеност на работното место и во еден член од тој колективен договор вели тоа е минималната плата. А минималната плата, по закон за минимална плата, не може да биде помала од минималната која што е регулирана со тој закон. Еве да речеме дека со тој закон е регулирана, сега ја усвоивме 14.500 денари. И тоа е коефициент на сложеност на работно место 1. Професор или наставник има коефициент на сложеност 2,533, што значи дека вие сте донеле минимална плата. Во ред, нема проблем, одлично сте направиле добар потек, еве како политика. Но ајде сега нивелирајте ги сите останати коефициенти визави таа минимална плата која што сте донеле. Значи не може сега наставникот да зема 24.000 денари да му ветувате 10% дека ќе зема од јануари. Ајде 2,533 не му ја покачувајте платата. Само нивелирајте го коефициентот. 2,533 помножете го со 14.500 и вие ќе добиете 36.037 денари плата која што треба да ја земаат наставниците во основното и професорите во средното образование. Денеска не е таква реалност. Ако ги тргнете на страна коефициентите кои што ги земаат за стаж, изминат стаж, бидејќи годишно платата според закон ви се зголемува за 0,5% од една година стаж, и ако отргнете класното раководство, вие доаѓате до 24-25.000 денари основица. Каде се овие 36-37 денари? По 11-12.000 денари им се закинати на луѓето. Така што, да, вие ако правите реформа, ама таа реформа треба да биде темелна. Нека едни да кратите, а кај други да давате. Тоа не е реформа. Тоа се вика калкулантство,
ниски страсти и лага. Зошто им е Ете, кратено на лага. другите? Или пак Затоа сега што за пензиите. не е нивелирано? Еве за пензиите. Дозволете уште ова, за Добре. пензиите. Вие имате кај пензиите случај од 1.1.2019 го укина законското решение каде што пензијата 2 пати годишно, еднашка во јануари месец и еднашка во јули месец се нивелираше по 2 основа. И тоа, првиот основ е по основ на зголемување на трошоците за живот и вториот основ беше по основот на зголемување или намалување на просечната плата во државата. Добро. Сега, бидејќи фиктивно, интервенционистички ја зголемија минималната плата и тоа рефлектираше понатаму определено зголемување на просечната плата, сватија дека нема доволно пари во буџетот за да го сервисираат вториот столб. И се задолжија. Не, го укина. Рекоа не, од сега натаму само ќе ја нивелираме пензијата според трошоците за живот. А трошоците за живот се минимални, односно тие се некогаш и негативни, така што пензијата се зголемува како оваа година што имавте случај за 36 денари смешни, па пензионерите беа револтирани. И сега наеднаш, откако им укинаа на пензионерите 1500 денари за 19-та и потенцијално за 20-та, 750 сега, 750 за 20-та, им велат, ние еднократно ќе ви зголемиме 700 денари. Откако им укинаа прво 1500. Па какво е тоа лицемерие? Какви се тоа двојни стандарди? Зашто зборуваме ние? Зашто зборуваме? Тоа е она кој што јас го зборувам. Вие не можете да водите ваков тип на политика, а тоа е политика без стратегија, без визија. Ние денеска, ако го имавме тој столб, да не биде укинат, веќе ќе ги имаат тие 700 денари за оваа 2019-та. И во 2020-та во јануари, кога ќе следеше порамнувањето за 2020-та, ќе има нови 700 денари. А они ветува, ова што го изгубивте во 2019-та не важи, туку само во 2020-та ќе ви дадам 700 денари. И ги гледам држат пресконференција и ова ја што го зборував на пресконференција го толкуваат како нешто што погрешно ние го рефлектираме. И си го поставува човек прашањето, или не знаат што зборуваат, или пак брутално ја лажат македонската јавност. Многу едноставно. Многу едноставно. Период 2010-2016, 80 месеци. Пензијата расте просечно по 0,4% месечно. Период јуни месец 2016, октомври месец 2019, пензијата расте по 1,8. 2,22 пати помалце расте во овој период отколку претходно. Од 10.000 0,8 рековте? 0,4 рековте на од спрема 10.300 некаде на 13.400. Негде околу 35% е порасната во тие 80 месеци. Поделете го сега, тоа е линеарно, тоа не било секогаш линеарно, но поделете го. И сега поделете го од овие 13.500 на 14.500 колку што пораснала во овие, односно тоа е некаде околу 5% вкупно, вие ќе добиете 6%, вие ќе добиете оваа формула која што ви кажам. Го разбираат ли ова граѓаните? 22 пат. Видете, јас се трудам колку што е тоа возможно да го поедноставам преку оние мои видео обраќања преку пресконференции дека немојте да дозволите втор пат некој да тргува со вашиот глас, затоа што тој тргува со тоа што е ваше. Не тргува со тоа што е негово. Тргува што е ваше. Еднашка ви го зел, втор пат ви го зел. И сега половина тоа што ви зел да ви врати. Немојте да верувате на луѓето кои што еднашка се докажале дека не ја говорат вистината. Ако дојдете вие на власт, ќе ја продолжите сега таа политика? нашата битка е таа да убедиме што е можно повеќе луѓе во нашата визија. Да убедиме повеќе луѓе дека ова што се говори не е вистина. Да ги убедиме луѓето дека на овој начин не може државата да се развива. Дали Претпоставувам дека нивната битка ќе биде спротивна, дека ова е тоа. Но еве, да се вратам на почетокот од тезата. Кажете ми една реформа. Една реформа која што е успешна и која што се темели на здрава основа. Не постои таква реформа. каква ќе биде вашата реформа за минимална плата и пензиите? Па не, се разбира се тоа на кое што е по закон и колективен договор ќе го вратиме. Истото и за пензиите, ние го предложивме Сметате тоа во дека тоа е собранието. најповолно? Ама тоа е закон, нема дали сметаме или не сметаме. Апсолутно сметаме, да. Ние го предложивме овој член да се врати, уште кога се менуваше. Во собранието беше одбиено од страна на парламентарното мнозинство. Не можете вие да сте вака нечесни спрема граѓаните.
Не може, нема да пројде, ќе видите што ќе се случи на следните избори. Попусто се обидуваат. Денеска, вчера излезе реализацијата на капиталните инвестиции на ребалансиран буџет. Со скратени 50 милиони евра, нема 40% заклучно со октомври. Историски најслаб дебакал резултат. Не се развива државата. 40% нема. На ребалансиран буџет, повторно ќе и повторно, со скинати 50 милиони евра од почетокот на годината. Прво беше 25 милиарди и 900, сега е 20, тоест се извинувам 26 милиарди и 900, сега е 23 милиарди и 700. 3,25 милиарди денари закинат буџет, односно 50 милиони евра на капитални инвестиции. И таков нема 40% реализација. Што зборуваме? Зашто зборуваме? Еве, кажете ми, како ќе развиваме ние државата? Па потоа ќе ви убедуваат на телевизија, ќе ви велат дека вложувале во човечкиот потенцијал. Човечкиот потенцијал не се вложува на овој начин. Па дајте им пари на луѓето да додат ноу-хау да стекнат, да имат некаква едукација надвор од Македонија. Помогнете ги компаниите да ги пратат луѓето да ви донесат знаења, па да имате трансфер за знаење на следни генерации. Помогнете научни работници да создадат софтвер, да создадат некаква апликација. Помогнете ги докторите да научат некој нов метод на интервенции. Помогнете ги правниците, економистите да стекнат нови знаења или останатите. Воведете вокално образование во средните училишта. Какво? Вокално образование, најпознатото што е во Германија. Да ги преквалификуваме луѓето. Аде да видиме поинакви компетенции. Тоа е она кое што треба вие да го правите. Не можете да ги купите луѓето со 500 денара плюс. Нашиот народ е горделив народ. Нашиот народ е умен народ и искусен народ. Ке видите што ќе му се случи на 12 април. Каков дебакл ќе доживеат овие политики. Ова не е политика. Народот сака стратегија. Народот сака да види визија, сака да види сигурност, предвидливост. Јас сум убеден дека искрен политичар да излезе и да каже луѓе, толку и толку време ќе седиме заедно и ќе јадеме лепи сол, ама после тоа ќе биде подобро. И ако навистина ве видат заедно со нив како јадете лепи сол, тие ќе го чекаат денот кога ќе биде подобро. Ама не може вие да јадете, да го терате народ да јаде лепи сол, а вие да се возите во Бентли и да уживате во хедонизам. Не може, тоа е нечесно. Не може вие да се однесувате бахато, а да очекувате од луѓето да јадат лепи сол и да ги подкупувате со 500 денара да создавате робови. Не. Тие луѓе ќе ви вратат. А казната ќе дојде на 12 април. И таа ќе биде огромна. Еве, верувајте ми ова што ви го зборам. Запишете го. Запишано ви е веќе на видео. Сега ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио и ќе продолжиме со разговорот. Ќе одите на избори, тоа е повеќе од јасно. Зоран Заев заминува како премиер од нова година според Пржинскиот договор, како што иде, нели? Парламентот се распушта и така натаму. Значи, она што беше барано и спроведено од времето, сега ќе се спроведе. Какви се работите околу изборниот законник? Мислам дека не поминале избори, а да немало проблем изборниот законник оваков, онаков, и тој често пати бил мета и страв на било која страна да не биде манипулиран. Каков е вашиот став околу изборната комисија, изборниот законник, и имате ли замерки или сметате дека тука нешто треба да се направи? Па, генерално, одговорот ќе го поделам во два дела. Првиот дел е траат преговорите со СДСМ околу изборниот законник, измените во изборниот законник, имплементација на препораките на ОПСЕ и ОДИХР и така натаму. Има некои креативни барања од наша, од нивна страна и така натаму, кои што вака генерално треба да се инкорпорираат во новиот изборен законник, но идејата е изборниот законник е само парче хартија практично. И според тој изборен законник вие ќе ги спроведете изборите регуларно, ќе има недостатоци, нема да има, генерално ги дефинира правилата на игра. Но што е до моралот и до етиката кај политичарите? Ајде да зборуваме малку за моралот и за етиката, ајде да иновираме пристап. Велиме, еве,
ние како ВМРО-ДПМН сме дел од најаката политичка групација во рамките на парламентот во Европа. Тоа е Европската народна партија. И велиме дека Европската народна партија ја поддржува нашата држава, ја поддржува Македонија безрезервно. И тоа го покажала, го докажала и јасно, гласно, транспарентно и така натаму. Мислам дека е многу важно тие европски стандарди да ги пресликаме во Македонија. Вие се сеќавате, имаше европски избори, не така одамна, пред неколку месеци, повторно победи Европската народна партија, и Европската народна партија имаше така наречен шпицен кандидат, односно мандатар. Ајде да воведеме во Македонија мандатар, односно носител на мандатот на едната влада. Мандатар кој што практично ќе биде носител на кампањата која што треба политичките партии да ја спроведуваат. Ако ме разбирате што сакам да кажам. Мора да имате вие носител на мандатот, односно човек кој што утре ќе добие довербата од граѓаните да формира влада или пак неговата понуда и неговите политики ќе бидат поразени. Зошто не во изборниот законник да воведеме механизам кој што ќе биде по теркот на тоа кој што го имаше Европската народна партија, кој што беше дел од европските искуства, дел од европските избори, шпицен кандидат, односно ние да го именуваме како носител, кандидат за мандатар, односно носител на мандатот. И така, практично, поедноставно? Па еве да речеме, СДСМ предпоставувам, јас како што го слушнав Зоран Заев, тој ќе бил кандидат за мандатар, така на влада. ВМРО-ДПМН допрева ќе одлучува Централниот комитет кој ќе биде кандидат за мандатар. Добро. Партиите покрај тоа што ќе имаат носители во прва, втора, трета, пета, шеста, четврта изборна единица и така натаму, да има и така наречен мандатар, односно кандидат за мандатар. Што тоа суштински менува од она до сега? Па тоа менува многу, затоа што вие излегувате на избори, доживувате пораз и потоа се криете позади пратеничкиот мандат и позади имунитетот кој што го имате во собранието. А вашата политика граѓаните ја поразиле. Ајде да бидеме честити, да покажеме на морална вертикала и да кажеме ние сме 1, 2, 5, 10, небитно, кандидати за мандатар. И доколку бидеме поразени од граѓаните, тогаш нема да го користиме пратеничкиот мандат, туку едноставно ќе ја напуштиме политиката. Односно, ќе речеме толку збогум на тоа позиција, ќе си дојдат нови луѓе таму, ние ќе си продолжиме нормално да си функционираме, да ја поддржуваме политиката и така натаму, онака како што мислиме дека треба. Ајде да видиме. Тоа е веќе прашање на морал и етика, нели? Еднош кандидат за председател на Америка, тој повторно нема да се кандидира и тоа е некакво непишано правило. Како такви работи кои е веќе дискреционо право на една личност да одлучи дали ќе иде 2 или 3, Путин иде 5 пати, па уште наоѓа и така. Таков е законот и таков уставот. Но кај нас еве да воведеме, затоа велам во изборниот законник, принцип кој што би бил, а тоа е принципот кој што го има Европската народна партија, најголемиот наш поддржувач. Еве да го примениме тоа европско искуство по принципот на шпицен кандидат или така наречен носител на правото за мандат или кандидат за мандатар. Ако не успее, пријатно. Пријатно, таа е таа морална вертикала. Играме all-in. Ајде да играме all-in, ама со нас. Како реагираат од СДСМ? Па не, еве, ние ќе отвориме таа тема, па да видиме. Ајде да играме all-in, ама да играме со политиките кои што ние ги застапуваме. Можеби јас утре ќе бидам кандидат за мандатар од страна ВМРО-ДПМН. Еве, Зоран Заев самиот кажа дека тој ќе бил кандидат за мандатар од страна СДСМ. Некој друг ќе каже, јас ќе бидам кандидат за мандатар. Ајде да видиме, да излеземе со совест, со честитост, со честност пред граѓаните. Кога ова ќе го ставите на маса да се договорите? Па во текот на преговори. Ајде да зборуваме за една таква all-in игра, нели? Обожаваме да играме all-in. Ама до сега играме all-in со граѓаните и со државата. Ајде ако сме толку сигурни во нашите политики, во нашата понуда, во нашиот концепт, ајде да играме all-in. Дали тоа значи дека и кај вас и кај нив не само тие шпицен кандидат, него ќе немаме повеќе вечни парламентарци кои се и со децении во парламентот и така натаму и така натаму? Тоа е веќе сосема поинаков пристап. Да ќе имаме, да ќе немаме, тоа можеме да го дискутираме. Но ние го дискутираме сега првиот. Ние го збориме кандидатот за мандатар, човекот кој што ќе формира ината влада, кој што ќе води политики. Еве да излезат.
тие кандидати да кажат јас сум кандидат и ова се моите политики. Не да се кријат позади мандатот, ако бидат поразени, па потоа добран ќе окористиме собранието, имунитетот таму и ќе се спасуваме за... Верувајте, ова ви е добро. Ајде да идеме за таа морална вертикала. Во ред, но верувајте дека Ако ние сме сигурни во нашата честитост, ако ние сме сигурни во политиките, во понудата, ајде да излеземе и да видиме како тоа ќе го одберат граѓаните. Верувајте дека граѓаните порно би сакале да видат една чичолина, извинете што сум вулгарен и карикирам, она беше пратеник во италијанскиот парламент, одошто да гледаат едните исти ликови кои од година до година. И во вашата, и во другите партии. Тоа е друго. Тоа се вечни ликови, како да сме предплатени на нив, како да е судба. Јанко, видете, знам дека е друго. Вие мора да имате... Ама веќе кога го збориме ова, зашто да не го имаме тоа таков еден ветинг и во парламентот? Не е тоа ветинг. Вие мора да имате институционална меморија. И вие мора да имате континуитет. Ја не велам дека едните исти луѓе треба нон-стоп да бидат. Вие мора да имате од определен процент луѓе кои што имаат искуство во работење во парламентот. И тоа е сосема нешто друго. Ја разбирам дека треба еден искусен кој ќе води, ама треба стварно точно нова... нови луѓе, јас тоа го кажав во едно интервју дека ќе има нови луѓе. Да не знам кој е, да ме интересира кој е овој, од кај излезе, да ме натера да прочитам. Јас ви велам за првиот човек, кандидатот за мандатар во владата. Тоа е сосема поинаков пристап. Ајде тој човек кој што ќе биде кандидат за носител на мандатот, ајде тој да го бидеат граѓаните и да не го користи поразот, потоа како падобран и да си седи во парламент и да потоа вели еве, добре, сега ќе си бидам пратеник, не успеав како премиер, можеби ќе успеам за 4 години. Во ред, убаво го објасните, ви благодарам. Еве ви кажувам, ајде сега по таа морална вертикала да одиме. Да одиме и надоле и да гледаме нови луѓе. По сите шаови. Така. Така ќе имаме чувство дека никој од политичарите не е вечен. И да си сносиме одговорност. И да се сносиме одговорност. Поразени се вашите политики, вашиот концепт, вашата понуда. Како рековте? Честитате и заминувате. Како рековте? Се крие за пратенички имунитет. И тоа не само првиот, колку мина. Значи, во ред се согласувам. Ја кога го употребив намерно погрешно зборот ветинг, суштината е зашто велам првиот, затоа што се правам паралела со веќе искуство кое што е аплицирано и е практично потврдено во рамките на Европа. Ние не бираме нешто што е надвор од тоа. Еве, во Европа, нашата сестринска партија, нашите сестрински партии, нашето семејство каде припаѓаме, имаат така наречен шпицен кандидат. Ова може да помине, и другите семејства. Ова може да помине, ама не би било лошо партиите, малци и така натаму, да припомогнат за добробит на демократијата во Македонија, да направат еден пуш кај политичарите и кај партиите, да, дечки, ова ви е добро, применете го овој метод. И онака ни, нели? Јанко, тоа е реформа која зборуваме. Тоа е реформа каде што вие ќе имате морална вертикала. Не е реформа по малите партии. Реформа е една изборна единица. Зошто ја немам? Видете, тоа е реформа, дали ќе бидат 6 или 1, начинот на гласање ќе се договориме. Еве, кој е изговорот, вели, ако имаме една изборна единица, ќе имаме повеќе мали партии во парламентот. Каква е реалноста? Еве, земете една Словенија. Добре. Јас имав сега скоро состанок и со нерезидентната амбасадорка на Летонија, која што е резидентна во Чешка, ама е покрива таму и Македонија. Прилика држави кои што се со идентични пропорции како нашата. Повеќе од 7 партии немаат во парламентот. Знаете колку имаме ние? 23. 23 имаме сега во парламентот, имаме 23 партии, представници на 23 политички партии. Еве, Словенија, земете Летонија. Германија, 719 пратеника. 9 партии имаат во парламент. 72 милиона гласачи. Тој јадут не е таков. Летонија, да. 72 милиона. Не, за Германија ви кажам. Иначе претходно ви кажав, бев со амбасадорката. Се извинувам, ако правите паралела помеѓу Македонија, Летонија и Словенија, отприлика слични држави. Так, 72 милиона со... Не 70. Слични држави, ќе видите дека тие две држави немаат повеќе од 7 политички партии во парламентот. Ние имаме во моментот 23. Океј. Епа не може тоа да го користите како аргумент, ако е една изборна единица, помалите политички партии повеќе ќе биле
ќе биле застапени. Не е тоа аргумент? Во смисла на оние вечни А личности... Германија ви ја дадов потоа како пример со 72 милиона Во ред. гласача, 719 Но не мислам противниките. така. Не мислам така. Знаете, тогаш нема да ми се појави некој скопски мангуп кој нигде никогаш не мрднал, па ќе отиде у некое село, па ќе жонглира, па ќе прави, па ќе ветува вработување и така натаму. Туку народот да си ги бира... Ама ова не е мангулплук. Ние зборуваме за иднина, ние зборуваме за политика. Мангулплук е друга работа. Зборам за типови кои ни се протнуваат низ парламенти и низ политичкиот живот со Тоа е децени. демократија сега. Ја една изборна единица сум разговарал со луѓе и они велат добро е затоа што тогаш луѓето ќе си одберат на пример од нивниот крај Мицковски. Не, тоа е друго. Тоа е, вие што кажувате, е отворени листи. И отворени листи. Тоа е сосема нешто друго. Ама зошто да нема отворени листи? Тоа е сосема нешто друго и ние велиме вака. Ајде да го видиме искуството за отворени листи. Па видете Косово има таков пример. Па броја гласови еден месец. Видете колку имате овакви неважечки ливчиња. Не е тоа начинот. Не се прават така реформи. Во ред, ајде да направиме отворени листи и да видиме на локални избори како ќе функционира, па да видиме тоа да го пресликаме во иднина. Ова е добро. Не се Првин прави да го тоа, видиме така. да видиме како така. тоа ќе се аплицира за советници, За па дори локални, потоа да. да дискутираме. Сега, вие знаете, ние можеме да си правиме список на желби. Ама ние зборуваме за иднина, ние зборуваме за стратегија, ние зборуваме за развој, за судбини и илјадници на наши сограѓани. Ние не можеме да си експериментираме или како ова што беше со данокот. Ајде ќе направиме прогресивен, пупу не важи, ај ќе го враќаме овој. Не е ова игра. Ова не е детска игра, па ние да си викаме ова не важи, ова важи. Искача председател на државата, ти вика јас да не бев председател ќе се селев, за 2 дена потоа ти вика јас се извинувам, погрешив. И што фајда имаме ние? Што он се извинил? Еве, кажете вие каков пример он ќе даде на моите деца. Еве, на мојот повозрасен син Јован, има 14 години. Вика, тато, видиш што вика, ако не бил председател, ќе ја се го иселил. исперцепирав дека председателот едноставно ја детектира нашата состојба, а нашата состојба е ужасна. Ама немојте така, ние мора да се бориме, тоа е суштината на оваа работа. Ние мора да се бориме, ако ние се помириме и сме рамнодушни, тогаш ќе влеземе во ова сивило и нема да бидеме просечни, ќе бидеме подпросечни. Што викаш, тогаш Па кој ги ти сега нели рековме, влегуваме да пишуваме историја, влегуваме да кренеме револуција. Ајде да кренеме таа револуција. Како ќе им се обратите на гласачите по прашањето Преспански договор, името, средбата со Бојко Борисов, договорот со Бугарија, тоа се работи кои исто така ќе бидат многу жестоко користени во овие избори, а вас ќе ве притискаат и ќе треба вие многу дипломатски да одговорите. Од една страна, популистите ќе бараат онака радикално да кажете тоа ќе направам, ќе пресечам со меч, како Гордиевиот јазол Александар што го прави. Дипломатијата, политиката па бара малце поинаку пристап. Тој поинаку пристап и дипломатски пристап ве критикуваат. Значи, каков ќе биде вашиот став по овие прашања и какви се вашите искуства токму по овие клучни работи по кои и не е само криминалот, туку и незадоволството од начинот на кој беше извршена промената на името. Ставот на ВМРО ДПМН и по двете прашања бил јасен, рефлектиран многу пати во минатото, кажан од моја страна, кажан од раководството на партијата, кажан од самата партија и тој има една константа цело време и никаде нема ниту една мала осцилација во тој став. Иако сега се обидува да речеме за време на оваа би рекол средба со господинот Борисов во еден организиран спинерски атак, владините пријаници да го тоа све извртат, па да го злоупотребат. Мислеа дека на тој начин мене ќе ми нанесат штета. Не, каков е ставот на ВМРО ДПМН, повторете го по прашање на тоа. Истиот што го кажав и на средбата. И тој е таков од самиот почеток до денеска. Што му кажавте? Средбата беше прво на барање на господинот Борисов. Средбата беше исклучително конструктивна. Разговаравме за теми од сегашноста, разговаравме за теми од минатото, разговаравме за теми во иднината, за некои теми се сложивме, за некои не се сложивме. Мојот став поврзан со договорот и тогаш, и сега, и во иднина ќе биде. Се што е добро за мојот народ, за мојата држава, ние ќе поддржиме. Но не е добро некој мене да ме уценува, да ме условува, да ме притиска и да ми кажува дека Гоце Македонецот
Делчев не бил македонец. Како реагира на ова Борисов? Еве, нормално дека слушнавте од еден друг присутен на таа следба како реагираше потоа. Не може мене да ме убеди некој дека македонецот Делчев не е македонец. Не може некој мене да ме убеди дека македонскиот јазик не е посебен јазик и дека не е кодифициран, меѓународно признаен и се изучува на преку 100 универзитети во светот. Тоа не може да ме убеди. Сега, тоа ли се европски вредности? Да ги користиме механизмите на притисок, на уцена и на закана, или ова ќе го прифатите, или нема ваши европски. Оставете, ова е демократија 21 век. На крајот од денот фактите нека утврдат вистината. Фактите се знае. Македонецот Гоце Делчев се борел за македонска држава, за македонска независна држава. Ние говориме македонски јазик кој што е засебен, кој што е кодифициран, меѓународно признан. Ја не можам тоа да го негирам. Дел е од личната карта на оваа држава. Како ја сега тоа да го да кажеме, кој е тој политичар што ќе каже спротивно нова, дека Дамјан Груев, дека Гоце Делчев, Дамјан Груев, човекот кој што ја формирал организацијата крајот на 19 век. Човекот кој што е творец на македонската борба за сопствена држава, на пркосот, непокорот, да кажеме дека не бил македонец. Кој е тој што ќе го каже? Тоа луѓето од нашата химна. И сега вие ќе треба да договарате и да го прифаќате тоа. Како ќе го? Кој е тој што ќе го прифати? Ако се вратите, дали може да го Истиот овој став што вас ви го кажувам и таму и го кажува во годините наназад и ќе продолжам да го кажувам. Тоа не е европска вредност. Европска вредност е ајде да седнеме и да давам поддршка на економска соработка, да давам поддршка на културна соработка, на спортска соработка, на трговска, на енергетска, на секаква соработка. Се што е добро за двете држави, да ќе давам поддршка. И ќе молам за поддршка од сите држави и од цела Европска унија и на нашите сестрински партии. На крајот од денот нашиот GDP е 35 милиарди и на Бугарија е 160 милиарди. Ние треба да соработуваме. Треба да соработуваме. Соседи сме. Велат соседите, не можеш да ги бираш. Што правиме со Преспанскиот договор? Што мислите по вас? Па сме кажали тука стават многу пати во минатото. Овдека Александар Николовски говореше точка по точка колку штетни точки има во тој договор. Дали тоа значи дали тоа значи дека тој договор е осуден на пропаст, не може веќе да биде одржан, или тој треба да биде изменен? Ова е многу опасно, знам колку е опасно за вас да го говорите затоа што ќе биде злоупотребено. Не е опасно, исто тоа што го говорам, јас тука го говорам и на средбите со сите. И тука нема никаква дилема. И сите знаат дека ВМРО ДПМН беше против тој договор, јас лично. Политиките беа константа, немаше осцилации на иако сега ќе сретнете луѓе кои што позади завесата спонзорирани повторно од овој истиот центар, ќе кажуваат, ќе пишуваат позади компјутерот дека ние сме имале некои тајни договори, сме обезбедиле позади завесата волку пратеници тоа. Ќе излезе вистината. Ќе се срамуваат за тоа што го кажуваат, сега и го зборуваат тоа. Ја ги разбирам, платени се најголемиот дел од тие луѓе со жолтици од страна на истиот овој центар кој што позади завесата го спонзорираат целиот тој процес. Ќе се срамуваат, ќе излезе таа виделина, дозволете ми, ќе излезе таа вистина многу скоро на виделина, кој вршил притисок, кој правил уцени, кој правил многу скоро ќе излезе таа вистина виделина. Но тогаш ќе се срамуваат сите тие луѓе. Нашиот пристап бил и ќе остане чесен, а тоа е имаме моментално договор. Ја не можам, како да ви кажам, ВМРО ДПМН учествуваше на председателски избори каде што се бираше председател на државата со новата придавка. ВМРО ДПМН е дел од парламентот на државата со новата придавка. Плата земам од државата со новата придавка. Би било нечесно сега вас да ви кажувам дека тоа не е така. Би било нечесно, би било јас лажго. Би било како ќе изгледам јас во вашите очи. Да сакаме таа реалност да ја смениме. Има два начина. Едниот начин е како да обезбедиме 80 пратеника и услов Бадинтер. Нема друг начин. Со кинење на договорот и фрлање во Корпан не се решава овој проблем. Не видов ни Букурешкиот дека успеа некој запрека не постои тоа не е начин да го искинете. Не може, тоа не се решава така. Еве утре ќе бидеме дел од техничка влада на држава со новата придавка. Не треба да учествуваме? Еве кажете ми. Но мене никој не може да ме убеди дека јас не сум христијан македонецот кој што говори македонски јазик и од Македонија. И ме слушнавте што зборував на конгресот. И тоа нема никогаш да се промени. Тоа е моја одлука. Да, јас сум македонецот кој што говори македонски и од Македонија. И ќе направам се што е во моја моќ да ја направам оваа држава што побогата, поуспешна и што побрзо да стане членка на Европската унија.
Ама тоа е реално. Вие можете да излезете, како што вие рековте, и на ниски страсти сега да кажувате, ние што кога ќе дојдеме готово го укинуваме. Како? И јас им ги гледам тезите на тие луѓе. И ги репроектирам на мое место, а од другата страна се соговорници кои што доаѓаат од меѓународната заедница. Ниедна теза не може да им помине. Никој денеска не признава таков пристап на работа. Да, вие може вака да делувате атрактивно во помеѓу неколку на нештомисленици. Сите не боли. И мене ме боли. Не постои човек кој што не го боли денеска. Сите не боли. Но како да дојдеме до целта? Тоа е прашањето. Како да дојдеме до целта? Сега, ако јас платата која што ја добивам како универзитетски професор кој што функционира во образовниот систем на оваа држава со новата придавка и го хранам моето семејство, ви велам дека тоа не е така, нема да биде честно. Нема да биде честно. Тоа е така. Ништо од ова вечерва немаше да го разговараме, нити ќе бевме во оваа висока политичка тензија. И човекот кој што го направи, тоа има име и презиме. Партијата има и презиме да се надоврзам на ова што ви го кажуват. И тоа е тоа. Тоа е СДСМ и Зоран Заев. Нема споделена одговорност. Слушај, господине Мицкоски, слушните. Гениални се СДСМ. Успеа целиот фокус на тој договор и негативниот договор да го сведат на 8-те ВМРО-вци кои гласаа за уставните промени, нели, кои не се веќе дел. И сега ние не збориме кој све стоел за тоа, ние с фокусот е врз тие 8 ова е моја констатација, реторички е, сакам за нешто друго да прашам. Јанко, видете, не е така. Ако е така, тогаш и оние останатите нема да шетат со обезбедување и да се вртат позади што им се случува. Не е така. За жал не беше чесен ниту кон своите. Јас ви гарантирам. Од оние кои што гласаа, пред да бидат на листите, пред да се колне во жицата, во најмилото, додека го држал паметот, додека дишел, додека лутал изгубен низ времето и додека го барал семето, да им кажал дека требало да гласаат за ова што требало да гласаат, јас ви гарантирам дека немало да прифатат. Барем половината. Не е така. Веруете ми, не е така. Ке помине ова. После 12 април ќе помине. Секој од тие луѓе ќе се врати во средината во која што живеел. Не е така. Веруете ми, не е така. Ова е социолошки проблем, кој што допрева ќе биде сериозен. Ова е добра констатација. Ова не е само политички. Он ги лажеше тие луѓе таму кои што денеска му шлапкаат. И сега да ги прашате, ќе ви кажат тие, не е точно, ние го поддржуваме. Прашете ги после некоја година, ќе видите што ќе ви кажат. Не е така. Многу лесно е човек кој ќе заспие навечер и кој ќе има мирна душа и совест. Многу лесно спие. Знаете, ја не би се навраќал, тоа може би со некој друг соговорник би се навраќал, ама знаете како беше со Заев кога му отиде на Груевски и му рече: поднеси оставка, од надвор ме спрема. Значи, таа една приказна не е само една фиксација на фанатичност, таа имаше голема меѓународна поддршка на све ова што ни се случи. Секако, сега се навраќаме, но немаше да бидеме овдека во оваа висока тензија на политички говор, затоа што нормално е во предизборие сме. Видете, Јанко, знаете што да ви кажам, ако во живот, само оваа реченица, дозволете ми. Ако вие имате морална вертикала, зборам, од аспект на злоупотреба, корупција, од аспект на криминал, од аспект на унесување и така натаму рол модел и слично, или со еден збор немате концесија, никаква концесија, многу потешко ќе ви дојде некој таков и ќе ви каже вака, така или онака, или вие ќе отидете кај некој таков и ќе му кажете вака, така. Многу е важно во животот, барем моето ова скромно искуство од овие 42 години, вели дека ако немате концесија, многу потешко ќе им биде да ве совлада. За жал, има они тогаш алатка. Има алатка. Има голема поддршка, има алатка, има многу пари, има многу голема логистика во таа поддршка. Злоупотребуваат човечки судбини, ќе ве потсетам, клечеше во домовите на оние невини дечиња кај родителите од Смилковско. Клечеше во домовите кај Нешковски. И ветуваше дека ќе истерал правдината. Која е правдината? За која правдина збориме? Што ги пушти злосторниците од затвор денеска да ги бараме по светов? Па денеска не можеме да ги најдеме, бегаат како гулаби преку границија. За што зборуваме? Која правда, која
која По трет обид да се обидам да го натерам разговорот јаке што сакам. Не, во ред, ве разбирам и вас. Имаме доволно време, но она што јас сакам да го кажам, немаше ништо овдека да бидеме вечерва во овој разговор, да не се случеше аферата Рекет. Боки 13, снимката, 2 милиона, Луи Витон ташната и после целиот скандал кој Јас помислев дека сум интересен гостин, па затоа ме викнавте, а уствари ова било за Катица Јанева и за Боки и компанија, тоест Бојан Јовановски. Извинете, шала мало. Па ујади буре како не историш барем јогуртот, јас стварно сум ја промашил емисијата, ако ја направам камерна како сите други. Се потам овде мислам интересен гостин. Мислиш дека си ми убав нешто, ја вака те симпатишам, да, навечер те сону. Овдека беше Геровски и се обидувам да ја следам аферата како се случуваше. Мислам дека имаше првин предзнаци дека нешто се случува во највисоките кругови и вие и во власта знаеа дека се случува. Дали се прекина, не се прекина, тоа допрва ние треба да откриеме. Но во еден даден момент, мојата теза, пошто после разговорот и со Геровски и сето она што се случуваше, дојдов до следниот заклучок. Имено, во даден момент се случува, веќе се надзира дека има голема афера. Но, пратен е некако фабер, ама интерно. Зборам од меѓународна, нели сам рековте, дека меѓународната, од ДПП, партиите, државите, се многу поинформирани што се случува кај нас. Ваша реченица пред 60 минути. Значи, почнувајќи од таму, како потврда на ова што го говорите, доаѓам до заклучок дека е поштен и шератало претеравте овдека што се дешава. Во мај месец годинава, Геровски настапува на Voice of America. Да настапиш на Voice of America и да збори за афера е само порака која американците, предпоставувам као меѓународна и така натаму, ти испраќаат. Ало, ова е отидено too much. Па чекаме, па искача снимката. Нели? Одедно се јавува некој италијанец, па дознаваме дека бугарската тајна служба и така натаму. И за мене сето тоа е некоја корелација помеѓу Америка, Европа, Италија и така натаму. Тие не може да си работат бугаринот сам на себе, орце му се јавил, дошол, ставил снимање и така натаму, без знаење не едниот и не другиот. Не, јас не знам дали е тоа така, нити па предпоставам, вие знаете. Тоа се шпекулации во јавноста. Тоа е моја шпекулација. Тоа е моја шпекулација. Кога видоа дека веќе не може, нема реакција тоа да се разреши, и имаме големиот скандал и големиото веќе до немајкаде. Дали мислите дека клучниот момент во недобивањето, затоа што Тимоние, амбасадорот француски, господинот, неговата екселенција Тимоние, навестуваше вакво нешто дека ќе се случи, и дека токму оваа афера, за која допрва ќе дознаеме со колкава магнитуда била, мислам дека е многу клучнат момент зашто ние не добивме датум за преговори. Видете, ја не мислам дека таа е една, клучна и единствена. Мислам дека има повеќе такви афери. И тоа е позагрижувачки за мене, што има повеќе такви афери. Инаку, гледате Рекет 2 што се случи. Излезе господин кој што сведочеше дека практично бил брутално уценуван, притискан и рекетиран. И никому ништо. Денеска ниту знаеме дали има истрага, дали е покренат предмет, дали се повикувани луѓе на сослушување, таму беа споменувани прилично актуелни имиња од врхушката на СДСМ. Но, ајде тоа да го ставиме, да се фокусираме на аферата Рекет. Ние велевме вака. Луѓе, ова се е овакво какво што е. Имам индици дека постои сериозна злоупотреба на средствата кои што ги имаат на располагање. Од која ги имавте овие индици? Уште од јануари месец јас тоа го повторав, ако не и пред. Тогаш сите ги слушнавме овие. И велиме вака и вака. Почнавме преговори за закона за јавно обвинителство. Црвена линија беше Катица Јанева. Не ја даваме Катица Јанева црвена линија. Кој не ја даваше? Зоран Заев, па самиот излезе, нели имавме лидерска средба, излезе и рече јас стојам позади незиниот интегритет и професионално делување. И тоа е нашата црвена линија. Тука нема мрдање. Ја предложија
како републички обвинител, односно заменик на Јовевски, во закон, во таа првична верзија. Немојте луѓе, не чини жената, не е баш така како што вие велите, има злоупотреби, имаме индиции дека вака и вака. Било злоупотребувано и слично. Дека она злоупотребувала и слично. Не, тоа е нашата црвена линија и од тоа нема мрдање. Излезе дека, сега ја гледаме, за жал, тоа што го тврдевме, сме биле во право. Одиме понатаму. Факт број 2. Немојте, има злоупотреби со хонорари, плати, исплати на специјални јавни обвинители, помошници на Кати Цанева и така натаму. Сега, тогаш ни велеа, се сеќавам на последната лидерска седба што имавме во рамките на парламентот, предлагаме ново обвинителство, кое што ќе биде, ќе го наречеме обвинителство за висока корупција и организиран криминал, и сите 10 обвинители од специјалното јавно обвинителство ќе ги пренесеме во тоа обвинителство. Сите, буквално 10 ќе ги пренесеме. И тоа е нашата црвена линија, од тоа нема мрдање. И велиме, луѓе, немојте. Немојте, ве молиме, имаме вака и вакви индиции дека тоа се случува. Денеска гледаме, влегува и таму органите на прогон да вршат истрага, да видат како били исплаќени тие хонорари, зошто били исплаќени и така натаму. Практично таа институција сега гледаме ние зошто од 5 жили се трудило Зоран Заев да ја задржи. Тоа му било огромна алатка за корупција. Ама чекај сега. Зоран, ако ова не го турка некој од надвор, знаете тогаш што е покажува најтрајсно? доблесно дека Зоран Заев сепак кога ги дознал фактите, е спроведен. Она е уапсена, Боки е уапсен. Истрага има, почнува судење. Зоран Заев прво и основно не е тој кој што апси. Второ, многу скоро во јавноста ќе излезе дека некој го предупредил Бојан Јовановски дека некој пријавил за случајот рекет во владата. А тој што го пријавил бил од владата. Го предупредил се свина. И тоа не е добро. Ако е тоа така, е така, тогаш треба да видиме кој е тој што го предупредил Бојан Јовановски од владата. Да видиме која е таа личност. Затоа што тука веќе овој октопод за кој што ние велиме има поголеми димензии. Не е само ограничен на оние осомничени кои што сега четворица се, нели, оваја како се викаше потпредседателкава на тој нивната фондација, така. Потпредседател. Сега пазете, Бојан Јовановски е гостин кај Зоран Заев во кабинетот, практично моден гуру. Самиот Зоран Заев вели дека е менаџира на провладина телевизија од страна на Бојан Јовановски и најнаш никому ништо. Тоа не важи. Не е така, како што јас до сега самиот кажував. Немаме ние никаква врска со ова. Па чекајте ве луѓе, ние видовме пари во куфер. Гледаме рекет, постои случај рекет 2. Постои можеби рекет 3, можеби рекет 4, можеби рекет 5. Како е можно тоа? Тогаш ти не си достоен да ја вршиш таа функција која што ја вршиш ако ти немаш информации за овие работи. Ја разбирам некој направил престап, ограбил некој гранапче. Па да не знае премиерот на државата. Ама ова не е играчка. Уцрнувани, притискани, рекетирани се луѓе кои што оваа држава не се минималци. И вие, како е возможно тогаш, или ако не сте знаеле, или ако тоа е правено без ваше знаење, тогаш вие не треба да ја вршите таа функција. Јас не мислам дека е така. Туку напротив. Мислам дека е сосема спротивното. Дека сето ова е правено со сериозно знаење на сите. Има такви индиции. Па нели тоа нема да излезе тогаш, ако ова се фокусира целата вина на овие 3-4, тогаш нема ни да излезе. Ние кажавме дека обвинителството треба да биде објективно до самиот крај да се заврши работата. Ова што го прави е далеко од објективна истрага, објективно водење на процес. Гледаме дека се обидуваат да го заташкаат, се играат пинг-понг. Љута е рускоска, зашто ја пуштиле Јанева од притворот во шутка, во домашен притвор и така натаму. Имаме едно, како да кажеме, пинг-понг танцување, вака би го кажал, на сметка на Греганов. Апсолутно. Видете, би бил наивен да мислам дека не е тоа така. Би бил наивен,
Тоаш јас би бил тој кој што е највен во оваа работа и не сум достоен да бидам лидер на најголемата опозициона партија или лидер на опозиција. Тоаш јас сум тој кој што во случајов е највен. Но мислам дека далеку сум од тоа и во случајов точно е јасна методологијата и што сакаат да постигнат со димната завеса која што ја прават. Па потоа потрчаа уште многу други скандали да направат да го забошотат овој скандал, пошто си велат штетата голема ќе се покрие со неколку помали штети и така ќе се разводене целата работа. Ај пак да се вратиме. Рековте дека меѓународната многу подобро знае што се случува. Бидејќи она не се согласува се недемократски и криминални методи, сметате ли дека туку така ќе ја прелажат и неа ако е тоа така? Не мислам дека ќе прелажат. Мислам дека овој случај сериозно се мониторира, не само од домашната, туку и од меѓународната јавност. Убеден сум дека ќе биде клучен на овој. Да, убеден сум дека меѓународната заедница има јасни индикатори за сите кои што се дел од овој процес на изнуда, уцени, закани и така натаму. Но повторно јас ќе ве вратам на причината, последиците со ова. Причината е тоа кое што требаше да биде мејнстрим, она кое што требаше да биде суштината, а тоа е формирањето на специјалното јавно обвинителство. Тоа е органот кој што требаше практично да биде заштитник за правото, за правдината, борец против организираниот криминал, корупцијата и така натаму. А што се претвори? Се претвори во алатка на Зоран Заев за корумпирање на луѓе, таму гледате летаат хонорари, па видете кој земал хонорари. Еве пример ќе ви кажам, како е возможно толкави хонорари да летаат за луѓе кои што потоа завршуваат во Министерството за внатрешни работи. Едниот беше директор за поранешен, сега е променет, мада повторно е таму на бирото за јавна безбедност, другиот е началник или веќе не знам како тоа стручно го нарекуваат на единицата за специјални задачи Алфи. Па видете ги хонорарите, погледнете ги летаат по 1000 евра секој месец. И потоа тие од специјалното јавно обвинителство победува СДСМ, стануваат најнаш дел од Министерството за внатрешни работи на високи функции, едни од клучните 5. Случајно е тоа? Зошто не станеше некој друг? Зошто токму тие? Не ви е чудно. Затоа велам, тоа е причината. Вие наместо да бидете борец против криминалот, вие станувате алатка за корупција. Сметате дека ќе алатка за притисок. Сметате дека ќе победите на следните избори? Не сметам, јас сум сигурен, затоа и го предлагам ова што ви кажувам. Ајде да направиме шпицен кандидат, ајде да направиме кандидат за мандатар. ПС. Има неформално дека од Македонија од осамостојувањето до денеска се изнесени, украдени, испрани и така натаму десетици милиарди долари, дури и 30 милиарди. Сметате ли, ја се имам разговарано, мене од каде ми е оваа идеја, значи не ми е од теорија на разговор, со еден бивши директор на управата за јавни приходи, кој имаше една интересна идеја за даночна амнестија на сите кои се дрзнале, ги земале парите, а сега не смеат ни тука, ни во странство да ги користат и така натаму. Даночна амнестија да ги вратат сите пари во земјата, кои би биле транспарентно вложени во конкретни инфраструктурни или не знам било какви или конкретни проекти, а да им биде... Мислам дека тоа така не иде, вака вие разбирам поентата. Ја го имам видено како предлог закон, не како еден предлог, како еден концепт. Да, бидејќи се работи за огромни пари, а ние немаме ни нафта, ни газ, ни море. Ова се единствени големи пари кои можат да ни помогнат како обртен капитал, бидејќи многу тешко влегуваат дури во најдобрите денови на ВМРО ДПМН, колку беше тешко да се донесе компанија за да почнат тие процеси. Не, видите, Јанко, ваше мислење. Моето мислење е дека ние треба да се завртиме кон самите себе, да видиме со каков потенцијал располагаме и да работиме честно. Односно, да направиме сериозни темелни реформи, да обезбедиме независност на судството и правосудството и обвинителството, и да се завртиме на потенцијалот со кој што располагаме. Ова, ве разбирано, тоа е се на теорија. Сега, ако сакаме ние вистински да направиме нешто во државата, треба да ја смалиме корупцијата. Јас ви гарантирам, еви да е тоа така, значи тоа е резултат на енормна количина на корупција. И ние велиме, добро, ајде од овој момент па натаму нула толеранција за корупцијата. Како ќе го направиме тоа? Еве јас ќе ви дам пример, еталон, прв, еталон. Професор универзитетски,
нека ga проверат мојата имотна состојба, со што јас располагам, со што располага моето семејство и да докажам јас како сето Потекло тоа на сум, да, имотот. сум го купил, да видиме дали Потекло дали, на имотот. Да, моите Така. месечни примања се тие, на сопругата се Ова тие. имаше обиди во бивша Југославија да се Мојата спроведе. даночна годишна пријава е таа, платен данок, неплатен, сум наследил, не сум наследил, сум добил на подарок. Еве, докажувам дали е тоа навистина стекнато со труд, со работа, честно или како што велите вие, е злоупотребена некаква позиција, имало корупција, криминал. Еве, јас да бидам првен. Од овој момент па натаму, нека се донесе таков закон, па да видиме како се стекнуваат енормни богатства од просечни службеници, од просечни, да речеме, припадници на државната администрација, политичари, кои што од политичари стана просечни бизнисмени и така натаму и така натаму. Ајде да видиме. Ајде да го ставиме тоа на маса. Еве, јас прв се пријавувам доброволец да видам. Проверете го моето. Комплетно досие на моето семејство, црно, бело, сиво, кафеаво, како сакате, све ќе ставиме на маса и од тука натаму сите да ги провериме. И ајде да видиме какви биле приходите 2006 на семејството Заеви, какви се сега. Ајде да ги видиме приходите на некои други семејства, какви биле во 2006, 2002, 2000, 98, какви се сега. Да видиме какво е богатството. Ајде да провериме се. Само така вие можете да имате рестарт на системот. Не можете поинаку. Поинаку е гола реторика, ова што велите вие законот вака. Не. Закон како судството и обвинителството ќе бидат растеретени од политичкиот притисок. Но па тогаш може да ви се случи втор проблемот, тоа е тие да станат паралелна власт. Тогаш ќе обезбедите мониторинг од цивилниот сектор. Но и вистински цивилен сектор, не оние кои што коленичат за грант, па потоа пишуваат извештаи такви какви што Нам какви ни треба што сакат. меѓународен борд од Обединети нации у овој момент. Можеме самите, Јанко, ја верувам дека можеме сами. Не Јас сум сум видел оптимист. позитивен пример. Јас Се сум надам. оптимист. Немам повеќе Имаме прашања. знаење. Завршен збор, повелете. Па завршениот збор генерално би бил дека граѓаните на Македонија не треба да губат надеж. Јас навистина сум и многу ми е тешко кога ги гледам студенти кога после дипломирање одлучуваат да заминат. И некој ќе рече немој сега со емпатија, биди оптимиста и така натаму. Да, јас сум оптимиста, но сакам секогаш тоа да го потенцирам дека еден изгубен човек е голем пораз за една држава. Треба да веруваат дека постои надеж и постои шанса и во оваа држава, дека ништо не доаѓа брзо и не доаѓа наеднаш, туку некогаш треба човек и да годи и потешкиот пат, кој што, верувате, е секогаш посигурен, отколку полесниот и побрзиот пат. Порака до граѓаните на Македонија дека ќе заврши оваа тажна реалност и ова денешно секојдневие на 12 април. Потоа не чека многу работа, сите заедно, многу откажување, да го обновиме сето ова кое што за жал денеска се урниса, се пеплоса. Но имаме план, имаме стратегија, имаме визија, знаеме како треба. Нема да дојдат резултатите преку ноќ, чуда јас не можам да ветувам. Јас не сум волшебникот од ОС или волшебникот од Македонија, но можам да ветам многу работа, можам да ветам засукани ракави секојдневно, можам да ветам честна работа, можам да ветам честити политичари и можам да ветам борба против криминалот и корупцијата 100%. И нула толеранција за истите. Доколку било кој, и тоа сум го кажал јавно, согреши, без разлика колку е близок или далечен со мене, ќе сноси одговорност и ќе има последици, доколку и помисли на уштедно разочарување на нашите сограѓани. Затоа, како последна порака вашата емисија, би сакал да кажам, бидете оптимисти и верувајте во нашата Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.